Повеќе дневните врнежи се добре дојдени за посевите во Струмичко. Агрономите велат дека ваквиот дожд во овој регион со наврнати 60 литри на метар кубен е полезен за почвата, а не е преобилен за да предизвика гниење или уништување на родот. Особено ќе биде корисен за културите на отворено. Понатаму ќе помогне доста во постжетвените активности кои што се одвијат овие денови, значи со едно плитко заорување кај стрништата, каде што правиме негативни ситуации со палење и така натаму, еве моментно земјоделските производители да ја направат таа операција или техничка припрема над земјоделските површини, едно плитко заорување каде што и те како ќе ја збогатат нивната површина за понатамошното есенска сеидба. Врнежите се добри и за повеќе годишните насади, овошките и лозјето. Сепак проблеми можат да настанат поради големата разлика што се појавува помеѓу дневните и ноќните температури. Затоа земјоделскиот производител кога ќе спомнеме дека утрешните температури ќе бидат над 33-35 степени, ја гледат дневната температура не планирајќи дека ноќните температури паѓаат испод 20 или 18 степени. Не е добра таа ситуација, тоа е една шоковна состојба над растителното производство, кое што е исто така жива материја, неповолно влијае. Поради непредвидливите временски услови и климатските промени, се помалку земјоделски култури се одгледуваат на отворено. Инвестирањето во заштитни мрежи и пластеници е едно од нужните вложувања во македонското современо земјоделство.